Почитувани, со секојдневното задолжување и недомајкинско трошење, владата предводена од СДС ја води државата кон економски крах, кој накрај може да заврши со најлошото сценарио што ќе значи банкрот. Ваквиот неодговорен начин на работа директно на своја кожа го чувствуваат граѓаните на Република Македонија, а со последните лоши политики на СДС се доведува во прашање и нормалното функционирање на единиците на локалната самоуправа. Владата на СДС, без основ и надвор од законот, скрати околу 8% од парите кои е должна да им ги трансферира на општините по основа на дотации од ДДВ. Без образложение за месец август, општина Прилеп доби 530.000 денари помалку, односно за 7,72% помалку дотации од ДДВ. На ваков ли начин СДС планира да ја прекрие буџетската дупка, која забрзано ја создава со своето неодговорно, расипничко задолжување и трошење? Со овие средства, општина Прилеп гради канализации, водоводи, патишта и други добра кои се од бенефит за граѓаните. Нормалното функционирање на општините во ниту еден случај не смее да биде доведено под знак прашалник, само затоа што владата предводена од СДС води погумна политика која ќе создаде лоши последици по македонската економија и животот на граѓаните. Военно подсетуваме дека истата оваа влада за само 100 дена ја задолжи Македонија над 340 милиони евра, без при тоа да објасни зашто ќе бидат наменети овие средства. Накрај, ние и нашите деца ќе го плаќаме долгот на ова ненаменско задолжување. Граѓаните се сведоци на ваквото расипничко работење, во кое освен лажни ветувања не видоа ниту една реализирана придобивка. Токму затоа, на 15 октомври, СДС ќе доживее уште еден катастрофален пораз, што ќе значи казна за нивното неодговорно работење, како и отварање можност за нови предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.